Почитувани. Во досегашното владење, како на локално, така и на централно ниво, освен чемир и јад, СДС нема што да им понуди на граѓаните. Како главна цел, наместо подобрување на животниот стандард и условите за живот, е распродажбата на нашата држава и бесрамно тргување со националните интереси. Ваквата неспособност од централно ниво многу добро се пресликува и на локално ниво. После разгледување на седница на Совет на општина Прилеп, во 3-месечниот извештај од ЈКП Пазари Прилеп за периодот од 1.1.2018 година до 31.3.2018 година се забележува катастрофално и недомаќинско работење со ова предпријатие. 2017 година ова предпријатие е завршило со добивка од 874.512 деневи. А додека 3-месечниот извештај за првиот квартал од 2018 година покажува загуба од 844.273 деневи. Сумирано, ова значи дека ова предпријатие потрошило 1.718.785 денари, а без при тоа да реализира ниту еден проект за негово подобрување. За подсетување, во време на нашето владење, Прилеп го доби еден од најубавите и најмодерни пазари во Република Македонија. Целосно покриен и со добри услови за работа на продавниците. Беше изградена нова административна зграда за потребите на ова предпријатие и исто така дисперзирани пазари за потребите на граѓаните на општина Прилеп. Денес, Јовановски и кадрите поставени од редот на СДС го претворија целиот град во еден голем пазар. На граѓаните им должат објаснување каде завршија средствата и како тоа за само неколку месеци со вакво недомаќинско работење и ненаменско трошење на парите го клекнаа предпријатието. Го клекнаа на колене и го загрозија неговото функционирање. Им должат објаснување на што ги трошат парите. Дали за нови партиски вработувања или можеби за некои чудни набавки на тоалетна хартија. За ваквите погубни потези одговорност мора да има. Со ребалансот на буџетот, локалната самоуправа и Јовановски го ставаат фокусот во нови партиски вработувања и вдомување на своите најблиски во јавните предпријатија. Граѓаните се чувствуваат изманипулирани. За сега не е реализиран ниту еден проект од програмата која што градоначалникот Јовановски ја презентираше пред локалните избори. Животот во Македонија и во Прилеп дојде, но само за неколкумина блиски до Јовановски. А животот ќе дојде уште и за оние кои од петни жили се обидуваат да го оправдаат катастрофалниот договор со Грција и кои чекаат средства од буџетот за нивно вработување и делење плати по роднински линии. Затоа, ова мора што побрзо да заврши. Ова погубно владење исполнето со манипулација, со закан, владење во корист само на одредени поединци, додека граѓаните врзуваат крај со крај. Во Македонија сите граѓани вредат подеднакво. Македонија и Прилеп мора да одат напред. Благодарам.